Зоран Заев од УБК бил прислушуван под псевдонимот Зоза, а насоките со кои биле следени граѓаните биле заведувани со имиња. Ова се слушна од сведочењето на Звонко Костовски во кривичниот суд, каде беше изведен доказ меморискиот уред на кој Костовски ги преснимил материјалите од УБК во случајот за масовното прислушување Таргет тврдина. Хард дискот специјалното јавно обвинителство го зело од канцеларијата на Звонко Костовски во УБК, а од уредот Костовски на цедиња ги преснимувал разговорите на Заев. Снимањето Костовски го правел по наредба на Горан Груевски. Одбраната на Сашо Мијалков реагираше дека сведокот Костовски не смее да го презентира доказот. Адвокатот Љупчо Шврговски истакна дека овој доказ бил користен против Костовски како обвинет во случајот пуч, па сега било недозволено истиот да го коментира. Но судот дозволи доказот да биде презентиран во стан во зградата кај новата железничка станица во Скопје, позната како парламентарка, имало инсталирано посебен компјутер кој бил поврзан со друг компјутер од зградата на оперативна техника во МВР, откри сведокот Костовски. Тоа беше направено по барање на Горан Груевски со цел логистичарот да не мора секојдневно да оди во тие простории да ги презема материјалите, затоа што на овој начин би се создал сомнеш кај станарите кои живеат во зградата. Дел од медиумите пишуваат дека во еден период во оваа зграда живеел и Митко Чавков, кога беше технички заменик министер на МВР. Според обвинението за Таргет тврдина, преку 3 системи за следење на комуникациите во УБК во периодот од 2008 до 2015 година незаконски биле следени илјадници телефонски броеви за кои воопшто не биле издадени судски наредби, а прислушувани биле над 20.000 граѓани. Во овој предмет обвинети се поранешниот началник на петата управа во МВР Горан Груевски и вработениот во УБК Никола Бошковски, поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, како и тогашниот шеф на неговиот кабинет Тони Јакимовски.